Се поизвестно е дека проектот наспроти Holiday Inn ќе се гради. Инвеститорите го поднеле барањето за градежна дозвола за првата кула. Градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ потврди дека во електронскиот систем е поднесено барање од инвеститорите. Богдановиќ тврди дека рацете му се врзани, бидејќи ако ја потпише суспензијата на проектот, општината ќе треба да плати оштета во висина на 1 годишен буџет на општина Центар. Нема законска можност да се спречи потпишувањето, вели Богдановиќ. Јас се уште не сум дал правосилност од причина што сакам. Не сум, може само да докажам. Не сум дал правосилност. Ама аплицирано. Бидејќи не можам да го спречам јас. Електронски систем. Седницата на Советот на општина Центар на која треба да се донесе одлуката за суспендирање на проектот се уште не е закажана. Вчера се расправаше на оваа тема, но заврши без резултат. Градоначалникот Богдановиќ не знае ни кога ќе се закаже. Вели не одлучувал сам за тоа. Морам да предупредам дека со новиот закон сега директно општината може да одговара. Затоа што на крајот било каква одлука што ќе донесете, мора да ги предупредите пред се и советниците кои што гласаат за таа одлука, но пред се и граѓаните, јавноста, дека штетата за такви одлуки може да ги плаќаат. Во меѓувреме продолжува и потпишувањето на онлайн петицијата од граѓани кои се против подигањето на 3 високатници во центарот на Скопје. Бројот на потпишани се доближува до 10.000.